Почитувани граѓани, одовде, од Виница, ве повикувам заедно да ја обезбедиме македонската иднина, иднината на нашата земја. Да се обединиме и заедно да ја донесеме одлуката на 30 септември. Да искористиме историската фер шанса за сите граѓани на Македонија и на референдум да го расчистиме патот на нашата земја за влез во НАТО и ЕУ со зачуван и зајакнат идентитет. Со постигнатиот македонско-грчки договор носиме подобар живот за сите граѓани. И овде во Виница, во Источна Македонија, но и во целата наша држава. Истовремено, со договорот го чуваме богатото и културно-историско наследство, кое ја има направено нашата македонска нација славна. Договорот го гарантира нашето право да се определуваме како македонци. Ставаме крај на вековните оспорувања и врз славното минато ја градиме иднината. Според членот 1 од договорот, официјалниот јазик на нашата држава е македонскиот јазик, со што нашиот македонски јазик е потврден еднаш за секогаш. Државните символи, химната, грбот и знамето не се менуваат. Со договорот ја тргаме последната препрека. Добиваме покана за членство во НАТО. Ни се гарантира сигурност, безбедност и стабилност на сите наши граѓани на целата наша територија. Наскоро започнуваме преговори за членство во Европската Унија. Почитувани граѓани, после 11 години стагнација, уназадување и изолација, сега Македонија е на вистинскиот пат кон полноправно членство во НАТО и ЕУ со обезбеден македонски идентитет. Македонија вредносно, цивилизацијски припаѓа во семејството на развиени и напредни држави. Придобивките од овој договор се огромни. Поддршка за него, како и за референдумското изјаснување за иднината на Република Македонија, е на високиот патриотски чин. Затоа, на 30 септември, масовно и достоинствено да кажеме да за членство во НАТО и ЕУ со прифаќање на договорот. Да кажеме да за македонската иднина. Им го должиме тоа на младите, на денешните и идните генерации.